Вести на TV5 Plus во 18:30. Добро вечер. А во нив ќе гледате. Побегството на братчето и сестричката од домот за деца 11 октомври. Надлежните ќе го чешлаат случајот. И се исакла. Со двете деца била сместена во шелтер центарот, но набргу со децата избегала од Скопје во Пехчево. Секој случај би требало сериозно да се испита случајот, да се видат причините, заради тоа што знаете многу е лошо да се експериментира со децата. Одземањето на родителско право го прави судот. Значи со вештачење, увид во материјалите и сите акти што ги има пред себе. Социјалните работници од центарот во Берово тврдат дека условите во кои што живеат децата не се нормални. Семејното насилство лошо влијае врз децата. Поради тоа тие треба да бидат заштитени од државата. А првата детска амбасада Меѓаши денеска реагираше до народниот правобранител и јавното обвинителство со барање секој во своите надлежности да го испитаат овој случај. Првата детска амбасада во светот Меѓаши веќе презема чекори во врска со овој случај, се обрати со представка до народниот правобранител во која бараме итно да го разгледаат и испитаат случајот и секако да не информираат за мерките и активностите кои што ги презале. Исто така се обративме и до основното јавно обвинителство Скопје со цел по службена должност да го испитаат случајот и да преземат мерки и активности кои што се во нивна надлежност. Во барањето со кој што се обративме до основното јавно обвинителство Скопје се повикавме на членот 201, став 1 и 3 од кривичниот законник на Република Македонија, кој што е за запуштање и малтретирање на малолетно лице.